македонското прашање името на оваа држава е апсолвирано. Таа е апсолвирана тема за која без дилема не може да се води расправа. Така. Граѓаните, припадниците на македонскиот народ, мнозинството од нив на 8 септември 1991 година недвосмислено потврдија на референдумот дека ова е самостојна и суверена држава Македонија. И практично со референдумот од 8 септември 1991 година апсолвираме прашањето за името на државата. Нема потреба да се прави нов референдум. Или оние кои што таа тема ја наметнуваат не внесуваат во една нова, да кажеме, демагогија. Зошто нов референдум? За да се почитува волјата на граѓаните и народот? Па ние референдум имавме. Значи, волјата на граѓаните и народот од 8 септември 1991 година не ја почитуваме. Со тој референдум утврдена е волјата на граѓаните и народот во Македонија, македонскиот народ. Да не забораваме дека референдумското прашање гласеше дали сте за самостојна и суверена држава Македонија. Така. Без придавки и додавки. Ние не го измисливме практично на референдумот од 8 септември 1991 година името на оваа држава, па тоа го смисливме за инат на јужниот сосед, за да денес имаме проблем во меѓународната заедница или при приемот до меѓународните организации, каде што претендираме. Туку затоа што потврдивме еден историски факт, дека организираната власт на оваа територија, која го носи името Македонија, ја прифати волјата на граѓаните и со тоа го затвори прашањето за името на државата. Затоа моја порака до актуелната власт е нема потреба од нов референдум за името на државата. И името на државата е потврдено на референдумот од 8 септември 1991 година. Со уставот на државата Македонија не само го потврдивме историскиот факт дека тој највисок законодавно правен акт се однесува за државата Македонија и ништо повеќе од тоа. Врз основа на одлуката од референдумот, која е задолжителна по устав за сите, додека евентуално не се промени на некој нареден организиран референдум со некое друго име, мора да ја почитуваат сите институции на власта. И затоа никој во оваа држава нема мандат. Ние немаме такво кривично дело велепредавство. Меѓутоа, доколку би имале сите тие што денес разговараат, со обвинение на јавниот обвинител би завршиле во Идризово, затоа што никој нема мандат да разговара за името. И во контекст на последниве настани околу предлозите на Метју Нимиц, медиаторот на генералниот секретар на Обединетите нации, и репликата на претседателот на државата Бранко Црвенковски дека Метју Нимиц го пречекорил својот мандат. А господин претседателе, имате ли вие мандат да разговарате за името на оваа држава? И истото прашање од моја страна се однесува и за премиерот и за било кој друг. Не во актуелниот состав. Во целиот овој изминат период, од 8 септември 1991 година до денес. И затоа велам дека доколку сакаме да бидеме правна држава, почитувајќи вредности на организации каде што претендираме да се зачлениме НАТО, Европска унија, власта мора пред се да ја прочитува волјата на граѓаните, затоа што името на државата не е волја на власта, туку обврска на власта да ја почитува волјата на граѓаните, демонстрира на 8 септември 1991 година. И можеби решението на темата Македонија со експонирањето на државата Македонија во актуелните геополитички граници, имајќи го предвид и културно-историското наследство на темата Македонија во сите балкански држави како современи политички нации, е ирската формула. А тоа значи нашата власт може да прифати само во меѓународните организации членство со придодавање на уставната референца Република, што го одразува уставното редување пред името на државата и ништо повеќе од тоа. Со тоа сме направиле доволна дистинкција
дека нашата држава се разликува од истоимената северна грчка провинција, која, за жал, Грција, односно Атина, за прв пат во својата историја ја окупира после Балканските војни 12 и 13 година. Постојат потврдени документи, акти, кои нашиве воопшто не ги користат, затоа што многу слабо го менаџираат процесот на разговорите со Грција за името на државата, а тоа е колку што се стари атињаните со нивниот дански крал Ѓоргос I Увезен, затоа што имаат многу стара генеза, нели? Да. На 31 октомври 1912 година издава декрет, и тоа е документ изваден од грчките архиви, во кој што вели: и наредувам на владата во Атина, на премиерот Венизелос, да воспостави времена управа на окупираните територии во Македонија. И таа окупација легализирана е со Букурешкиот договор после Втората Балканска војна од 10 август 1913 година. Практично Грција со оваа кампања што ја води во меѓународната заедница за промена на името на државата Македонија настојува да ја легализира окупацијата од Втората Балканска војна, односно Балканските војни, 12-13 година, и да го легализира геноцидот врз македонскиот народ, кој што перманентно го врши од поделбата на Македонија со Букурешкиот договор, од 12 година со воспоставувањето на времената управа врз окупираните територии на Македонија до денес. Го разменија македонското население со православна вероисповед 19 година со Бугарија. Македонците исламизирани од Егејска Македонија 23 година ги трампа со Турција. 1926 година ги променат топоними, ги променија топонимите, ги променија оронимите, хидронимите, имињата на македонците, нивните презимиња. 1948 година направија граѓанската војна за да ги протерат насилно и децата на македонците. Значи, Грција од Балканските војни, кога ја окупира Македонија и окупира 51% за жал од низината територија, до денес врши перманентен геноцид и референцата поранешна Југословенска република Македонија денес не представува ништо друго туку геноцид врз македонскиот народ. Не мора секогаш геноцид да биде крв до колена. Така. Постојат и други методи, како тече време во се пософистицирани, се потешко разбирливи од обичниот човек, оние што не се правници и политичари. Меѓутоа, кога ќе се допре до суштината, сепак реагира македонецот, ми се чини, на свој начин. Сега колку тоа неговиот револт ќе го достигне квалитетот за промена на општата состојба, тоа е прашање кое допрева треба да го видиме. Затоа што велите и сведоци сме сепак некои други избрани во име на народот ги водат тие преговори. Во право сте дека и ние многу често овде реагираме дека многу лошо се менаџира целиот тој процес на преговарање. Првенствено, драго ми е што ги спомнавте сите овие случувања, цела оваа хронологија на настани која дава една слика за тоа што се случувало со македонските територии овде, и северните, и јужните. И ми се чини дека, еве, колку што сум јас сведок, некако точно па за овој проблем многу малку се остава простор да се наметне во текот на овие преговори. Значи, за тој геноцид, за Егејската Голгота. Замислете еден преговарач кој има, меѓу другото, освен историски аргументи, милион во ракавот, што велам јас на страна наша, македонска, ако зборуваме сега за антички некои времиња, меѓутоа и вакви аргументи од понови времиња на кои можеби не ние, меѓутоа се сведоци поголемиот дел и од гледачите што не гледаат. И тие, многу од нив си протагонисти на тие настани. Значи, она што деновиве разговарав со некои луѓе е како овие луѓе не реагираат сега во овој момент. Апропо или
Само да се надополни таа слика на целиот овој искривена процедура на преговарање, искривени вистини, како одраз во искривено огледало на крајот излигува. Целата историја е на наша страна. Целото меѓународно право е на наша страна. Била посилна Грција. Па ве молам, кога ние кажавме дека Грција ја окупира Македонија за прв пат во незината историја во 1912 година. И сега наместо ние да ја обвиниме Грција, како што арменците тоа го сторија пред европските институции, и да бараме извинување за геноцидот, за историските и општествените неправди врз македонскиот народ. Ние разговараме во смисла на одбрана, затоа што грците велат скопјаните имале иредентистички претензии према северната грчка провинција, односно према Грција. Значи, наместо ние да ги обвиниме за окупација, за геноцид, ние се браниме дека сме имале иредентистички претензии према дел од Грција, која што го окупира од Македонија и ги избрка македонците со една перманентна геноцидна политика, која што ја води до денес. Потврден факт е дека грците се најголеми расисти, наци-фашисти во цела Европска Унија. И наместо тоа да го користиме како аргумент за одбрана во реториката на Грција, дека наводно ние сега го измисливме името за да претендираме кон дел од територијата на Грција, ние упорно се браниме, не знаеки, односно тие што ја го водат целиот тој процес, не знаеки како да се одбраниме од нападите што Грција